Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро дојдовте во нови 70 минути од ова издание. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив за денес. Се откриваат нови делови од најстариот фреско живопис во црквата Успение на Пресвета Богородица во Лешок. Се уште се бара соодветна фирма за завршување на обновата на стариот конак во Лешочкиот манастир. Започнаа работните активности за прилагодување на спортската сала Боро Чурлевски во Битола за европски надпревари и реконструкција на паркинг просторот крај салата. Годинава продолжува организирањето на традиционалната стенечка средба со горнополошки народни носи. Тетовскиот фотограф Драги Неделчевски доби прва награда за колекцијата фотографии на денови на македонската фотографија. А на самиот почеток традиционално да го проследиме обраќањето на протоиереј Драган Јорданов. Господу помолим сја. Господи Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќи и сестри, еве оваа недела го празнуваме настанот во кој нашиот Бог и Спасител Исус Христос ги повикува апостолите да бидат негови следбеници. И во тоа време, во времето на нашиот Бог и Спасител Исус Христос, имало многу проповедници. Едни проповедале разни филозофски правци, други проповедале разни религии, трети некаква комбинирана религија и наука. А исто така и денес има многу проповедници на разни филозофии, разни суеверија и разни теолошки заблуди. Такви проповедници има и во нашето општество. Тие проповедаат спасение кое нивните следбеници наводно можат да го најдат. Едни во човечката мудрост, други во окултизмот и трети во туги различни учења. Но прашањето е кој ги испрати овие проповедници. Тие се само позвани проповедници. Проповедниците на вистината во сите времиња се разликувале од проповедниците на човечката мудрост по тоа што се повикани од Бога и од Него испратени се да бидат апостоли или проповедници. Во денешното Евангелие, кое ќе го прочитаме ети и утре, се раскажува како Господ Исус Христос ги повикува првите апостоли и како појдоа тие по него. Силен впечаток прави тоа дека тие веднаш само по еден повик веднаш тргнале по Христа, оставајќи се. Често пати зборуваме за предодреденоста на луѓето. Некои се повикани да бидат уметници, некои книжници, некои пак управители на држави и народи, трети научници и пронаоѓачи. Но во сите тие случаи, како повик ги подразбираме различните добра со кои тие се надарени. Во вистинската смисла на зборот, повикани се тие на кои им е определено од некого да извршуваат работа која најмногу им одговара. Само Бог најдобро знае кој за која работа е најспособен, па затоа само од Бога повиканите можат да бидат создавачи на она што со векови трае. Да ги биревме ние луѓето апостолите место Христа, би одбрале 12 или најмоќни луѓе или најпопуларни луѓе, за да се шири неговото учење. Да замислиме што би станало ако така постапеше Христос, римскиот император, другите цареви, филозофот Сенка и многу други филозофи и учени луѓе би биле апостоли. Христијанството би се наметнало по секоја цена и Христос би бил признат и од многобожците и од јудејците како очекуваниот Месија. А што би станало понатаму? Како секое царство, така и тоа, основано на тој начин би пропаднало како сите земни царства. Оти начело ке се најдеа не најдостојните луѓе, според Божјото гледиште, туку луѓе способни според
нашето човечко сваќање. Христос Спасителот подобро од нас знаел дека вистинските апостоли можат да бидат само тие кои самиот тој ги одбрал, ги назначил и ги повикал да поидат по него. По Исуса Христа одеа многу негови почитувачи и цели маси од народ. Помеѓу сите нив Христос одбра за апостоли само неколку души, 12, кои самиот ги повика да поидат по него. Но што видел Спасителот во нив кога ги повикувал за апостоли? Со што се разликувале Петар и Андреј, Јаков и Јован од другите рибари од Галилејското езеро? Да се подсетиме дека кога тој ги повикал, се уште не бил познат проповедник, се уште во народот не бил признат како пророк и воопшто не бил позната личност. И покрај сето тоа повиканите апостоли веднаш оставија се и појдоа со него. За нив тој не бил непозната личност, се вели во Евангелието, пошто евангелистот Јован раскажува дека Свети Јован Крстител уште пред да крштева во реката Јордан, на некој од своите ученици им го покажал Исуса Христа со зборовите „Еве го јагнето Божјо“. Андреј и Јован појдоа по него, а потоа ги повикоа Симона, Петра и Јакова и разговараа со Христа. Тие уште тогаш се покажаа како длабоко религиозни луѓе кои пред се интересираат да научат за Бога, за очекуваниот Месија и за Царството Божјо. Тие покажаа и цврста вера најнапред кога поверуваа во зборовите на пророкот Јован Крстител дека Исус е очекуваниот Месија. Подоцна нивната цврста волја се покажала во подготвеноста веднаш да поидат по Христа, оставајќи ја својата работа. Спасителот кој ги читал срцата на луѓето, сигурно уште тогаш ги видел цврстиот и пламен карактер на апостолот Јован. Тој ги повикал за апостоли. Тие тоа станаа со голема готовност, та до крајот на својот живот се истакнуваа со апостолската работа која им беше доверена од Бога. Бог не бара сите ние да станеме апостоли. Секој од нас е одреден за посебна служба во Светата Црква. Еве што им вели апостолот Павле на христијаните. Вели: вие сте тело Христово, а поодделно членови. Едниот од вас Бог постави во црквата, прво апостоли, второ пророци, трето учители, потоа даде дарби за чудеса и исцелувања, па за стапници, управници и луѓе што зборуваат на разни јазици. Но дали сите ние денес одиме по Христа? Дали се одзиваме на неговиот повик да го следиме? Повеќето од нас кои сме собрани во Божите храмови можат да речат: ние одиме по Христа, ние сакаме да одиме по него. Меѓутоа голем е бројот на нашите браќи и сестри кои не обрнуваат внимание на фактот дека Бог и нив ги повикува да одат по него. И тие неподржелно остануваат покрај своите чамци, да не речам, и мрежи кои кон своите секојдневни работи, ми е зборот. Нашата света должност е да го продолжиме делото на апостолите, да постапиме така како што постапиле апостолите Андреј и Јован, и кога за прв пат го видоа нашиот Бог и Спасител Исуса Христа, тие отидоа кај своите браќа и ги повикаа и нив да го следат Спасителот. Но најважно е секој од нас да биде верен на својот собствен повик. Секој од нас треба да го покаже, да го внесува духот на христијанската љубов и самопожртвување во својата секојдневна работа. Народните раководители треба да ја заштитуваат црквата и законите и да ги донесуваат во духот на Светото Евангелие. Учителите треба да го проповедаат Христа и да им кажуваат на учениците не само за човечките вистини, туку и за вечните Божи вистини од Светото Евангелие. Трговците, занечиите, работниците, земјоделците да бидат верни на својот повик и со својот живот да докажуваат дека човекот може да биде вистински христијанин без оглед на положбата што ја зазема во општеството. Секој од нас може да направи големи добрини ако ја извршува својата должност свесно и ако со љубов и добрина се однесува спрема ближните. На тој начин ние и не сакајки ќе станеме Христови апостоли, оти со своите дела ќе ја проповедаме Божјата љубов и силата Христова. Тогаш ќе станеме наследници на делото на самиот Христос, кој проповедал Евангелие на Царството на мирот, љубовта и милосрдието и исцелувал секаква немоќ меѓу луѓето. Драги браќи и сестри,
Никогаш да не заборавиме дека и ние сме повикани како што беа повикани апостолите од Христа, со своите дела да ја проповедаме неговата наука, да ги привлекуваме кон него тие што се оддалечиле од неговата света црква, да направиме се за нивно спасение, да бидеме достојни на наградата што Бог ја одредил за апостолите и за сите што го исполнуваат апостолското дело. Затоа оваа прилика сакам да искористам и да ве поканам утре на Света Божествена литургија со почеток во 10:30 часот, каде што повикани од Христа ќе дојдеме да го следиме неговото учење и неговото ново евангелие за спасение на човечкиот род. По молитвите на Пресветата Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија и по молитвите на сите свети, нека нашиот Бог и Спасител на сите нас ни дарува и телесно здравие и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Какво пусто време дойде, се одродивме. Брат от брата да се делат, да не се видат. Майка, татко и не жалат, кой што стигне се продават. Ей, браќа християни, освестете се. Родна земја не продавајте, дарам пари, нема среќа, не се живе. Човеков над ваши внуци, пара внуци, што за тие пусти пари се продадовте. Браќа християни, освестете се. Пак над Балкан оживија, пак ли безчечени шија. Ден и ноќе сал се токма, време чекат да не сотрат. Освестете се. Турско тешко било, се дочувало. Чест и вера православна, со крв се бранела. Мајка, татко, свети биле, по 10 народ чувале. Ей, браќа християни, освестете се. Родна земја не продавајте, дарам пари, нема среќа, не се живе. Човеков над ваши внуци, пара внуци, што за тие пусти пари се продадовте.
kletva neka je. Oj prodade rodna zemlja, aram da mu je. Tije pusti kleti pari, samo grobnici da pravi. Ej, braća hrišćani, osvestite se. Rodni kući, rodna zemlja, ne prodavajte. Na nam pari, nema sreća, ne se žive. Čeve kolnad vaši vnuci, para vnuci. Što zabije, pusti pari, sve prodadote. Ej, braća hrišćani, osvestite se. Pad nad Balkan očivijat, pakli pešće šijat. Denje noće sal se tokmat, vreme čeka dane sutra. Osvestite se. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
što mi ostavi. Sestre te mi progovori. Dojdi ti otatko mene da me varaš, prsten da mi podariš, mene da me oženiš. Naša umava, pesna baš makedonska. Црковниот одбор од Тетовско Стенче летово ќе се обиде да ја продолжи традицијата за организирање на стенечка средба на младоженците кои ги носат препознатливите локални народни свадбарски носи. Поради пандемијата оваа традиција беше во прекин изминатите 3 години, а претходно 10 години редовно се одржуваше. Уште пред повеќе од 1 век традиционално во село Стенче на Илинден, 2 август, редовно се одржувала стенечка средба, а воедно се празнувала селската слава и се одбележувал патрониот празник на црквата Свети Илија. Младоженците својата венчавка во црквата ја правеле според традиционалните стенечки обичаи со носење на горнополошка стенечка носија. Ние, како црковен одбор, оваа традиција ја возобновивме пред 10 години, но поради пандемијата истата беше во прекин, па годинава сакаме повторно да се направи таква венчавка со нашите традиционални свадбарски носии, информира Петре Гроздановски од црковниот одбор. Покрај зетот и невестата во традиционална горнополошка стенечка носија треба да бидат облечени и кумовите и старосватите. За младоженците условот е да не биле венчани во црква, додека може да имаат направено склучување на граѓански брак во матичната служба. Иако се празнувало и се правеле свадби за Илинден, сега поради повеќе причини и општествени прилики, како црковен одбор сме флексибилни и на младите им нудиме ако сакаат да прават свадба и на друг датум, како и да изберат во која црква сакаат во селото, бидејќи има повеќе. Единствен услов за време на црковната венчавка да бидат облечени во народни носии кои црковниот одбор ги има и им ги обезбедува бесплатно за оваа свеченост, вели Петре Гроздановски од црковниот одбор. Во Стенче венчавката може да се направи во црквите Света Петка, Света Екатерина и Свети Атанаси. Црковниот одбор објави и оглас за пријавување кој ќе трае до 15 јули. Da ti kupam danes na pazar, Boga krstovke go frlat, da ja oblečeš.
dobar den, da je večna slava ta. Nemoj da se praviš, deka ne znaš, a ne srce to me tera da mi dojdam nekane. Vera ko te golem, toj son ništo ne se meri, vidi, a ne moja samo riza odveri. Kako gerda, a ne sakaš, da se kova da ti poračam, da od zvezdi da go pravam, sve do vodici. Grlo da ti krasi, duša da ti gali, Boga ti slatko vreme poslužiš. Majka ti da gleda, tatko ti da shvati, deka jas ti ja varam rakata. Nemoj da se praviš, deka me znaš, a ne srce to me tera da mi dojdam nekane. Vera ko te golem, toj son ništo ne se meri, vidi, a ne moja samo jedan odberi. Vidi, a ne moja samo jedan odberi. Конзерваторите на Националниот конзерваторски центар најдоа уште еден фрагмент од најстариот фреско живопис од 13-тиот век. Фреска на архиерејот Кирил Александриски во црквата Успение на Пресвета Богородица во Лешочкиот манастир. Тука пред неколку недели беше откриено трослојно сликарство, односно фреско живопис од 13-тиот, 17-тиот и 19-тиот век. Откритијата беа повод министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска во Тетовски Лешок да ја посети црквата Успение на Пресвета Богородица. Конзерваторот Владо Муковски потенцираше дека токму вакви нови работи кои конзерваторите ги наоѓаат, особено е важно да имаат подобри услови за работа. Откривме архиереј. Неверојатно станува збор за Кирил Александриски. Допрва историчарите ќе имаат доста работа за да го констатираат периодот од кога датира ова сликарство. Во секој случај станува збор за старо и вредно сликарство. Самиот тим работеше макотрпно на раслојување на сите слоеви и успеа да ги сочува и живописот, што е реткост во светски рамки. Со министерката разговаравме за долгогодишно финансирање на вакви работи и поддржување на истите. Затоа што ова е деликатна работа и бара континуитет. И министерката се увери во самиот наш потфат и успех и се надеваме дека ќе имаме големи резултати. Сето ова треба да не радува и ова е порака од Бога, затоа што на 22 јуни е празникот Свети Кирил Александриски. Тука сме неколку години, не очекувавме, но може да се претпостави со што се ќе се соочиме следната година. Сите овие откритија фрлаат друга динамика на работите, ги менуваат. Не може да се предвидат овие откритија. Ова сега што е откриено бара едно друго темпо, долгорочно темпо на работа и една соодветна презентација, посочи Муковски од Националниот конзерваторски центар.
Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска посочи дека проекти и откритија како ова се уште поголема потврда дека има потреба од повеќе годишни финансирања на вакви работи, наместо досегашната практика со одвојување на средства во фази. Министерката ја пречека и митрополитот господин Јосиф, кој порача дека се надева на реализирањето на ветувањата со оглед дека станува збор за исклучително културно и духовно наследство кое е пронајдено.
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Noćvati pred mene, ova maško srce ke mi zastane. Со тоа тело како zmija vrtiš, lele Bože majko ke me poludиш. Žena ko tebe rodena za mene, moите очи до сега не виделе. Опиени спунет, не знам што да правам, ама знам ке мора да те освојам. Si moja, samo moja, tvojot pogled koja mi go vekuva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. Ti ke si moja, samo moja, tvojot pogled koja mi go vekuva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. Кажи барем дали се милувани. Тие усни медени и вкусни, кажи дали на друг ти се бедени. Жена ко тебе родена за мене, моите очи до сега не виделе. Опиени спунет, не знам што да правам, ама знам ке мора да те освојам. Si moja, samo moja, tvojot pogled koja mi go vekuva. Jaz ke te ljubam, tebe ke te ljubam, i tvoj do srce ke go ukradam. Ti ke si moja,
3 години по почнувањето на заштитно-конзерваторските работи за ревитализација на стариот конак во Лешочкиот манастир, се уште се бара соодветна фирма за завршување на работите. Министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска вели дека се направени измени, па место во фази ќе се бара изведувач за сите работи да ги направи. Со конакот минатата година имавме неуспешни обиди при првата објава на тендерот. Пропаѓаше неколку пати бидејќи не се јавуваа соодветни фирми. Оваа година исто така ќе го распишеме конкурсот за целосно завршување не само по фази. Тој тендер би требало до крајот на август да биде завршен или еве да кажеме до септември за да можат да започнат со работа. Оваа година ќе се осигураме кога ќе се објави тендерот, што ќе значи дека ќе финансираме се до завршување на работите. До крај изјави министерката Бисерка Костадиновска Стојчевска при посетата на Лешочкиот манастир. Во 2020 година во првата фаза од ревитализација на конакот се работеше на отстранување на стариот и дотраен градежен материјал. Работите се изведуваат во рамките на реализација на годинешната програма на Националниот конзерваторски центар. Кажи, облачеле бело, откај идеш, што си невесело? Дал го виде моето родно место? Дал ја слушна мајка ми што збори? Дал го виде моето родно место? Дал ја слушна мајка ми што збори? Јас го видов твоето родно место и јас слушнав мајка ти што збори. Далеко е моето чедо мило, со тугинци туги лебделило. Далеко е моето чедо мило, со тугинци туги лебделило. Облачеле бело, жив и здрав ти да си ме видело. Време иде дома да се върнам, мајка да прегрнам. Време иде дома да се върнам, мајка да прегрнам. Да се върнам, мајка да прегрнам.
Согласно програмата за развојни планови, спроведената постапка за јавна набавка и склучен договор, Општина Битола започна со работните активности за комплетна реконструкција на паркинг просторот кај спортската сала Боро Чурлевски. Проектот вклучува фаза на реконструкција на атмосферската канализација, коловоз и електротехника, односно соодветно осветлување на просторот. За овој проект Општина Битола издвои 18 милиони и 300 илјади денари. Паралелно со отпочнување на работите на паркинг просторот започнаа и работните активности во спортската сала со цел нејзино прилагодување согласно европските стандарди за ракометни надпревари со европски екипи на домашен терен во следното издание на Лигата на шампионите кој започнува оваа есен. Работните активности во објектот на спортската сала ги реализира Општина Битола во соработка со јавните претпријатија и приватните фирми, согласно склучените договори, а со активна вклученост на приватниот партнер кој е дел од ракометниот клуб Еврофарм Пелистер. Zavrti se, mila Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe, Magde, izgubi čelve. Zavrti se, mila Magde, aj zaljubi mene. Izgubi čelve. Tvojte oči, Magde, crni čelešovi. Oči Magde, crni čerešovi. Zavrti se, mila Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe, Magde, izgubi čelve. Zavrti se, mila Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe, Magde, izgubi čelve. Rusa kosa imaš, sveti kako plori. Rusa kosa imaš, sveti kako plori. Zavrti se, mila Magde, aj zaljubi mene. Izgubi čelve. Zavrti se, mila Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe, Magde, izgubi
ti se milo Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe Magde, izgubi cel vek. Zavrti se milo Magde, aj zaljubi mene. Se zaradi tebe Magde, izgubim cel vek. Marketing. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. На годинешното 61-во издание на манифестацијата Денови на македонската фотографија на Фотосојузот на Македонија, прва награда за колекција на фотографии доби тетовскиот фотограф Драги Неделчевски. Наградени се трите негови фотографии насловени како колекција артефакти. Оваа награда многу ми значи затоа што на конкурсот имаше пријавено 330 фотографии од преку 70 фотографи, а стручното жири одлучи да ми додели прва награда за колекција фотографии. Фотографиите од оваа колекција се исчекор од моите главни преокупации во фотографијата, така што уште повеќе ме радува оваа награда. Очигледно жири комисијата умееше тоа да го препознае. Им благодарам за донесената одлука, како и за постојаната поддршка од сите колеги фотографи во Македонија. Секако, ова за мене е дополнителна мотивација и поттик уште повеќе да правам добри и содржајни фотографии. Јас од Фотосојузот на Македонија имам добиено звање фотограф прва класа, а со учество на изложби и особено со добивање на награди, се доближувам до звањето кандидат мајстор на фотографија, изјави Драги Неделчевски. Драги Неделчевски е член на фотогрупата Чкрапот Тетово. Изложбата на наградените фотографии и доделувањето на наградите се одржа во кинотека на Македонија во Скопје. Srcevo mi gori, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo,
Milka ne mi izbori. Čeraber dojde, Milka za drug pojde, Milka za drug pojde, mamo, okleti dušmani. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi izbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi izbori. Vreme 3 godini, loša duma, mila mamo, među nas nemaše. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi izbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, neka mi izgori. Prokleti da se, mamo, našite dušmani, što storija, mila mamo, što ne razdelija. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi izbori. Milke, dušo, srcevo mi gori, mamo, Milka ne mi izbori. Раководството на фудбалскиот клуб Тетекс по изборувањето на обстанокот во втората македонска лига почнува нов предизвик за уште подобри резултати. Сега на патот кон нови достигнувања се надеваат на уште поголема поддршка и помош од сите во Тетово. Со силата на духот на нашите играчи и тренерскиот тим се издигнавме над сите предизвици и со голема посветеност, преданост и талент успеавме да го надминеме речиси секој противник што се најде на нашиот пат. Обстанувањето во втората македонска лига представува само почеток на новото поглавје во историјата на фудбалскиот клуб Тетекс. Со секоја нова сезона и секој нов надпревар ќе продолжиме да го градиме нашето име и репутација. Ќе се бориме за нови победи и успеси. За овој предизвик потребна ќе ни биде уште поголема поддршка и помош. Затоа апелираме до сите заинтересирани поединци, бизнисмени, организации и здруженија да помогнат фудбалскиот клуб Тетекс да се врати каде што заслужува во првата лига, изјави председателот на фудбалскиот клуб Тетекс Бобан Вучевски. Подпредседателот Ивица Хаджилјовски рече дека во наредниот период главна обврска и задача ќе им биде да најдат еден или повеќе главни спонзори. Со тоа би го стабилизирале Тетекс и од тоа зависи како понатаму ќе функционира фудбалскиот клуб. Се надеваме дека во наредниот период ќе најдеме соодветни спонзори. Имаме некои потенцијални разговори. Во меѓувреме ќе гледаме да го задржиме комплетниот играчки кадар и дополнително да се засилиме на поедини позиции. Би сакале во наредната сезона да не бидеме во ситуација да се бориме за опстанок, туку да се бориме за првите позиции.
Мислам дека ќе успееме, но многу зависи од повеќе фактори, особено финансиската поддршка, посочи потпредседателот. Спортскиот директор Бобан Мишевски информираше дека сите фудбалери и стручниот штаб се на заслужен одмор. Кога ќе заврши одморот, ќе се започне со нови договори и нови засилувања на неколку позиции за една цел – борба за првите 5-6 места, а зошто не и за влез во првата лига, ако се направи компактен тим. Се зависи од тоа дали ќе се најде стабилен спонзор, а во преговори сме со 2 до 3 досега, изјави Мишевски. Екипата досега ја предводеше Љупчо Марковски Калц, кој преку бараш дуел и победа со 6:1 над Осогово обезбеди опстанок во втората лига. Sviri majstore, nešto za srce. Ova večer do zavajle da upuvame. Ajde majstore, ludo neka je. Ovoj džumus da se pamti, da i ostane. Nina na sviri silno, ej, raspali opa i a, opa, Nina na igrajmo me, razveseli me. Opa, Nina na sviri silno, ej, raspali opa i a, opa, Nina na igrajmo me, razveseli me. Dojdi majstore, tuka pred mene. Sve što imam će ti dati, a onda ti je. Sviri majstore, noć da naša je. Sviri duri, živa voda, ne se stvori me. Opa, Nina na sviri silno, ej, raspali opa i ha. Opa, Nina na igrajmo me, razveseli me. Opa, Nina na sviri silno, ej, raspali opa i ha. Opa, Nina na igrajmo me, razveseli me. Nina na sviri silno, ej, raspali opa i a. Opa, Nina na igrajmo me, razveseli me. Opa, Nina na sviri silno, ej, raspali opa i a. Opa, Nina na... Почитувани, тоа би било се што ви подготвивме за ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. А за самиот крај во катчето за нашите најмлади да ја проследиме приказната Како Маша се скарала со перницата. Ви посакувам пријатен ден.
Како Маша се скарала со перницата. Ја ставила мајката својата ќерка Маша да нана. Го изгаснала светлото и отишла кај соседката. Лежела Маша, лежела, но никако да ја фати сон. Те и било топло, те тврдо, те перницата и била висока, те ниска. Се налутила Маша, та почнала со тупаници да ја удира перницата. Уф, одвратна, дебела, задушлива. А потоа почнала да рита со нозете. Го фрлила кебето на земја и почнала да вика: "И ти тргај се, тешко ќебиште." Ја тргнала и прекривката. "Без тебе ми е поубаво, зашто цело време паѓаш на земја." Се симнала Маша од креветот и тропнала со ногата. "Ми здодеа веќе креветов. Цело време само да се спие. Здодевно е." Ги навлекла папучите и така во долгата ноќница тивко излегла од собата. Гледа, вратата не е заклучена, а низ малото дупче се проврел зрак од месечината, облевајки го подот. Постојала Маша, послушала. Тивко е. Само славеот во дворот пеел, а од барата му се одзивала жаба. Маша се наежила и внимателно се спуштила по скалите во дворот. "Ах, колку е убаво да не се спие! Ах, колку е убаво да не се спие!" Почнала да скока, таа на едната нога. Потрчала Маша по патеката, а од кукичката се слушнало ржење на кучето Тјавка. "Кој доаѓа?" "Јас сум Маша." "Зошто не спиеш, доцна е?" "Креветот ми е лош, неудобен. Му се налутив и затоа сега не спијам." "Имаш право," рекол Тјавка. "Најдобро е да спиеш во куќаркава. Ке си легнеш на постелата, ке ги свиткаш колената, муцката под опашот и ке почнеш да сонуваш. Ајде, влегувај, додека јас ја чувам куќата, ти поспи си." "Леле, колку интересно," се израдувала Маша. Клекнала на коленици и влегла во куќарката. Се обидела да ги свитка колениците како што правел Тјавка, но не можела. Тврдо и тесно било. Се превртувала Маша, се превртувала, ама не било удобно да се лежи на коленици. Тјавка ја мушнал муцката во куќарката, а во забите држал стара коска. "Еве ти коска," и рекол тој на Маша. "Со неа посладко се спие." "Благодарам, Тјавка," рекла Маша и излегла од куќарката. "Домот ти е многу убав, но не можам да спијам во него." "Ама си пребирлива," се навредил Тјавка. "Никако не може да ти се угоди." Си влегол тој во куќарката, а Маша отрчала во кокошарникот за да види дали кокошката Ријаба снела жолто јајце или не. Минала покрај слезот и тргнала кон полето. Го потргнала резето и ја отворила вратата. Гледа, си седнале кокошките на пратот, се навалиле и спијат. Само Петелот не спиел. Само што ја протнала Маша главата низ дупката, Петко се накострешил и почнал да врти со главата. "Коко, кој е?" прашал тој. "Тивко, Петко, јас сум Маша." "Што сакаш?" строго прашал Петко. "Дојдов, Петко, да видам дали кокошката Ријаба ми снела жолто јајце или не." "Ама си нестрплива," се налутил Петелот. "Секој ден несат бели јајца, а жолти ретко. Оди да спиеш." "Не можам." "Зошто?" Му се налутив на креветот. Многу е неудобен. Никако не може да се заспие на него. Да. Па ајде на пратот," рекол Петелот. "Ке се стесниме, пердувите ке ги распуштиме, очите ке ги затвориш и ке си спиеш до утре. Влези кај нас." Влегла некако Маша во кокошарникот, ги свила ноџињата, ја бутнала главата во плетите и си седи. Од едната страна ја греела кокошката, а од другата Петелот. И убаво и било, топличко. Задремала Маша, но скоро паднала од пратот. Добро што во кокошарникот била послана слама на подот, па Маша не се удрила многу. "Ах ти," се засмеале кокошките, "поцврсто треба да се држиш."
излегла Маша од кокошарникот и почнала да трча. Си седнала таа на тремот. Гледала на месечината, но не можела да заспие. Одеднаш покрај неа пролетала некоја птица и оп, и седнала на колениците. Гледа Маша некаква чудна птица. Личи на глувче, но нема опаш, ама затоа имала меки црни крилца. Добар ден, рекла Маша. А вие кој сте? Јас сум Лилјакот. Преку ден спијам на вашиот таван, а навечер летам. Ти зошто не спиеш? Креветот не ми е удобен. Лежам, но никако да заспијам. Да, те разбирам, воздигнал Лилјакот. Да спиеш лежејки е тешко, а уште потешко в кревет. Сакаш да ти помогнам? Сакам, се израдувала Маша. Тогаш дојди со мене на таванот. Лилјакот лесно замавнал со крилјата и полетал кон таванскиот прозорец, а Маша се качила на таванот по рапавите дрвени скали. На таванот, во темниот агол се нишала пајажина, а од прозорецот дувал ладен ветер. Еве мојата спална, рекол Лилјакот и ја подигнал главата. Јас сум голем спанко, сакам да си поспијам. А каде ви е креветот? Прашала Маша. Во тоа е работата, се насмеел Лилјакот. Јас се снаоѓам без кревет. Ах, колку чудесни соништа сонувам. Треба само да се искачиш до покривот, да се закачиш со нозете на оној клинец и да свиснеш со главата надолу. И па што стоиш? Доаѓај кај мене горе, ке ти го отстапам мојот омилен клинец. На Маша и текнало како паднала во кокошарникот од пратот и како си го повредила коленцето. Како ќе спијам таму, помислила таа. Со главата надолу, та ќе паднам, ама е неудобно тука. Месечината за последен пат блеснала низ прозорецот и се скрила зад еден облак. Станало сосема темно. Маша се наежила. Кај си? Ја повикал Лилјакот со сонлив глас. Јас веќе заспивам. Маша не одговорила ништо, ами тивко почнала да се симнува по дрвените скали. Таа излегла преку портата и се спуштила кон барата. Жабите од страв престанале да крекаат и скокнале во водата. Старата чапја од страв замавнала со крилјата. Кој е тоа? Се завртела чапјата, замавнала со долгиот нос, но кога ја видела Маша се смирила. Зошто се шеташ и ми ги плашиш жабите? Не ми се спие. Хе, настинато се закашлала чапјата. Јас мислев дека само мене не ми се спие од реумата. Да не си тажна нешто? Не, одговорила Маша. Само ми е здодевно секоја вечер да спијам. Да, здодевно е, знам по себе. Па дојди кај мене во камчињата, ќе се дружиме. Ке те послужам со жапчиња, а потоа ќе си стоиме заедно во тињата на една нога. Ке те покријам со крилото. А на ноќницата на Маша се појавила роса и нозете и измрзнале. Се плашам од жаби, рекла таа, а и водата е мокра, не сакам да спијам во твојата куќа. Уф, каква си, се налутила чапјата. Оди си побргу и без тебе ми е влажно. Маша се завртела. Мокро е и ладно да се спие во жабјата бара, си помислила таа. Ке си одам во постелата под топлото кебе. Многу е убаво, а и перницата е мекичка. Си отишла дома. Се мушнала напрсти во својата спална. Ги кренала од земја кебето и прекривката, ја ставила перницата на своето место и се пикнала во својата мека постела. Потоа почнала да зева и рекла: никој на светов нема поубава постела од мојата. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.